Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Ова недела продолжуваме во Рекамскиот регион со нови доживувања. Денес ќе истражиме малку повеќе за мијаците, кои се добро познати по својата култура, архитектура, обичај и национално наследство. Да ја доживеам ова многу вековна историја, најпрвин ќе се напијам вистинско традиционално кафе. Гледам, а ти имате нешто посебно овде. Кафето што го правите, пребаво изгледа. Можете да ми јасните малку повеќе за вашето кафе? За почеток, добродојавте во куќата на мијаците. Ова ни е традиционалното цариградско кафенце. Во давнешни времиња, луѓето, поточно печалбарите, односно мијаците од овој крај, претежно преферирале да пијат вакво кафенце во Цариград. Се подготвува на жежок врел песок и го послужуваме со шеќер и локумче. Ова приказно многу ми се допаѓа. Браво. Одлично. Ова шеќерот и овде се? Ова ни е традиционалното локумче. На здравје нека ви, уживајте. Фала ви многу. Да се надоврземе само за ресторанот, како колешка што спомна. За мијаци, ресторанот е направен и обновен со благослов на епископ Антанески господин Партени. Со неговиот благослов е основан целиот објект, за да го вратиме старото мијачко зградба. А лето Господово 2016. Да, тогаш е обновен ресторанот, отворен ресторанот, вратена старата мијачка униформа сега ние што ја носиме, автентична, доста позната. Се трудиме да бидеме како старите мијаци што имале многу соживот со луѓе во страна, кој што е познато по многу печалбарски делови што имат за минато. И сега се трудиме да држиме некое ниво на старо мијачко. Ресторанот е направен за да се врати она стариот живот. Традицијата, да. И има една мисија ресторанот исто што е направен за пример да делот од буџетот на ресторанот иде во хуманитарни цели. Што можеме поубаво да направиме? Така да, сега тој ќе дојде во ресторанот, ќе биде добродојден. И пречекан што може повеќе и со радост и насмевка. Браво. Ако има мојата облека како шеф ќе правев капа доле. Навистина, ова приказна многу ми се допаѓа. Треба да бидеме хумани и навистина овде, мислам овој дел, вие местото сте многу големи хумани. Све се прави од срце. Навистина, браво. Немам друг збор. Секоја чест. Продолжете така. Ма јас ќе мора да го пробам. Како го викавте уште? Цариградско кафенце. Цариградското кафе. Ајде. Ау. На здравје нека ви, уживајте. Јас ќе го земам без шеќер. Нормално го земам благо, ама мислам од ова се пи без шеќер и поубаво е. Малку гоштливо така. На здравје. Преубаво. А ние продолжуваме. Послужиме за појадок со нашево традиционално јадење. Океј. Ова е појадок. Појадокот. Главно јадење кај вас што е тогаш? Главно јадење ќе ставиме за неоткриено. Да почнеме со мијачки омлет, со пеќурка, со сланина, со пиперче, домашно домаче, домашно сиренце. Имате наша домашна пита, мешавина со спанак и сиренце. Домашно пинџурче со малку лучи, малку нијанса пикантно луто, домашно ајварче, домашен качамак со чварки, домашно лепче полнето со кајмак, овчо сиренце и кравјо кисело млекце. Океј. Ова е врв. Ајде да. Дали ќе сакате да ја послужиме со нешто? Па да ви кажам право да. Сакате прво да почнеме со качамакот? Што сакате? Оставам на вашето на вашата идеја, на вашето или како е редот. Тука се прави канас качамакот. Добро. Вау. Качамак со чварки. Да. Ова работа.
Окей. Дали сакате ајварче, пинџурче? Ставите ми Од се. све, да, од се така Може. малку и да можам да прво уживам со мирисот, ти навистина преубаво мириса. Пинџурче. Знаете, ти преубаво место имате овде. Навистина. Многу сум среќен, оти сте во носите, навистина. Тоа си мијаците носи, така се вика? Мијачки носи. Мијачки носи, извините. Автентични си гледаме да си го задржиме крајот, да си го задржиме историјата, се тоа да си остане така како што треба да се Да. гледа. И братата е вистинска? Да, Да, вистинска. Се трудиме Марко, да да се шалим. да си биде се како по сите протоколи што треба да сите бидат. протоколи. Да. Браво. Рече со кајмаче може така. Ке си земам, мислам од ти. Добро. Да, ке си Добро. земам едно парче од омлетот. Да. Добро. Малку ми е чудно толку. Ау. Ајде, едно парче омлет. И мислам од ти ке можам да почнам. Вау. Ајде. Ова не е доручек, ова е оживанца. Навистина, дојдете овде са бајле, почнете го денот од куќата на мијаците, а мислам оти после денот ќе ви биде преубав. Оти со превкусен таков доручек. Хо, убавината од регионот ве чека. Одиме понатаму. Уф, колку прекрасно место. Се чувствува магијата и убавината овде. А како само ме пречака овие прекрасни луѓе, ми дадоа сила да продолжам да истражувам денес. А има уште толку многу. Битуше, Лазарополе, Гари. Здраво, господине. Стигнавте? Овде сме во Битуше. Така. Ми кажа да дојдеме, да дојдам, да ве видам. Вие сте Миле, така се викате? Илија. Илија, извинете. О, зашо Миле? Ми дојде или Миле на Не е проблем, не е Илија. проблем, да. Требавте да ми кажете една убава приказна, не знам за една печатница, не знам има нешто посебно овде во Битуше. Има. Ве Има, слушам, тоа е- чекајте, тоа е кажете ми. една од големите настани што станала уште во далечната 42 година, Добро. во времето на партизанското движење, во времето на Од тогаш комунистичка да, Југославија добро, и окей. Македонија, овдека проработела првата партизанска печатница, која потоа се била пренесена на во Лопушник, од Извините, Лопушник во едно Горни прашање. Милановци. Што се печатуваше овде? Знаете, јас не сум од Македонија за жал и сакам да научам. Буклите- Знамо ти, извините, знамо да. ти дедо ми беше дел од партизаните преку во меѓу Втората светска војна и Милове. затоа сакам да знам нешто повеќе за што Се печатело рачно, се печатело со оловни букви, Окей. тоа е стар начин на печатење, меѓутоа се печателе прогласи, се прогласи, печателе добро. песните на Кочо Рацин, Окей. се печателе бели мугри и соопштенија како кажуваме за револуцијата. пропаганда од свем. Така е. Да кажеме, да. Ама добро, Да. тој бил еден тогаш познат поет, меѓутоа се уште во рамките на ова печатница дала придонес за запознавањето на народот со Окей. идеите на револуцијата револуцијата и све и тоа. на ослободувањето што се случило Тога- за тога- прв да. пат за Македонија. Знаете што? Ја мислам ти можеме да бидиме горди, да имаме едно такво убаво место, такви луѓе што се бореле дека да кажеме за слободата, за Тоа е убава- континуитет да, на државата, едно- да, точно на едно така. државно постоење и на еден идентитет на Македонија стекнат со 3 револуции, меѓутоа ова е последната. Завршила со Аснум и тука се двајца од Аснум, Мино Миновски и Митри Надевски, сите се печатарски работници и работеле на соопштенијата и на подосна на весници и други ситуации. Мислам ти денес со овој дел со господине Илија, Илија, да не кажувам пак Миле, а ти Ако, не е ке на крај. не е проблем. Да одиме Ти кај вас? благодарам. А? Да кај вас? одиме, да Изборите одиме. за една рака пред Има, одно, а? има и дренката е Да. одлика Да одиме на да овој пробаме? народ и на А? ова село. Да одиме да пробаме? Може. Ајде, може. да одиме да пробаме. Благодарам. Ајде, дојдете Ајде. до мене, ајде. Дојдеме да пробаме.
супер, сме кај вас дома сега. Ми зборевте за преубава ракија, што правите? Ракија од дрен, како викате? Дренка. И ова е од Тоа е обична ракија, да кажеме домашна. Добро. Добро. Какви убави специјалитети не направи? Сопругата ви го прави тоа? јадењата се незини специјалитети, тоа е битушкиот комат. Комат, и добро. лепче, ама пак по Посебен леп. Да. Посебен леп. Има нешто, да. Се вика лепчиња или нафори. Окей, пресечени и све Нафори директно. и тоа е тоа. Само да се пунат и да се јадат. Да, тоа се специјално сега ги. Да почнеме со Да почнеме со ракијата. Па мисля, ке ве оставам, Да, јас сакам да види, си дозволам да го Ова земам се чишето. чека најсаканите, најдобрите гости што ќе доаѓаат во куќава. Ви благодарам, што сум еден од најсаканите, од како Да. полека. Аха. Добро, А? мило ми е. Имам уште многу упатување после, ќе ми биде тешко. Не, никако Од нема. доле што дојавне, се качивне до вас, тешко. Не знам како преле порано да се качуваат до овде, мислам со магариња, со такви ствари, не. Како беше порано? Коњите биле основното и тие се и низ вековите останале како единствено товарно Да. и превозно средство. Кираџи и дервенџи. На Го чувале патот и со коњите се превезувале. Кираџилокот оде од Скадар, од Албанија, по Вија Игнација, попреку Солун до Цариград. Еве моите Тука се. дедовци, Ке ги тие даме оделе после. до Цариград Па, и ги браво. носеле некои работи што се од Тарава. За коњите? Да си ми живи здраво. За коњите? Па убаво. Убаво. Да си ми живи здраво. На здравје. Вау, Да. јако е. Тоа е. Кажете ми уште малку повеќе за овај дел, за овај, како да кажам, овај село. Овде Ево, сме во Битуши, ми го Би- кажавте од Битуше почеток, е- да. Почнавте со печатницата, сега, да. Така. Печатницата е гордост на овој век, на 20 век, мислам, се извинувам. А инаку е со стари корени, ние си викаме антички корени и библиски вредности Добро. од периодот останале христијани Окей. и со тоа се гордееме. Се гордете добро. Вие сте Во- не единствен, во- како речем, во- село, што е уште православен, да кажеме овде. Така. Да. Православни и тоа се гордееме со тоа што го имаме, го сакаме македонскиот идентитет, македонскиот јазик го зборуваме квалитетно, тоа го зборува целата река, Окей. без разлика на дали се муслимани или христијани, сите зборуваат чисто македонски. Да. Кој дојдов? Дојдов Да. со намалечка торба. Да, Нашите добро, партнери, благодарам. президент, овчо Мило ми е, сирење, мило ми е. имате биено сирење, имате малку све, од сите сирења дека имаме од Тенк. Македонија што се прават, мислам оти со ракијата што ја правите, Ава, да. најдобар пријател Секако. е сирењето. Ако Да, да. вино, ако ракија, ама ова е за вас. Фала Повелете. Да сте Мислам, живи. оти за денес, за нашето мало патување во Битуше. Не, оставете го така тука. Ама Ке ние- си го ставите у фрижидер, Не, ке си го јадете добро. полека, со убаво лепче. Јас ке пробам во меѓувреме. Направите прекрасен муабет. Нема збор. Жал ми е што треба да ве оставам и да продолжуваме нашето патување денес. Нашите авантури не се завршуваат за жал во Битуше. Не за жал, мора да продолжуваме. Господине Иле. Ја ви благодарам и многу сум горд што дојдовте денес. И ја многу Да, сум да гор ви што ве кажам. запознав. Мило ми. Ми кажавте оти навистина ме стерете одамна и све тоа. Многу ги почитувам луѓето што ме стерат, многу ги сакам луѓето што ме стерат. И навистина, мило ми е да се поздравиме. Па нема збор. Да, да кажеме оти продолжуваме. Фала, да, нема збор, Продолжуваме. ве чекам пак да дојдете. Ке дојдеме. Благодарам. Од прекрасното Битуше се селиме во преубавото Лазарополе. Мислам дека тука има еден посебен цвет кој му дава дополнителен шмек на ова и онака
мажикно место. Тука се наоѓа спомен куќата на великанот на македонската поезија, Анте Поповски. Во ова куќа се напиши двете најдобри книги на Анте, Светата песна и Две тишини, за кој македонската и светската критика велат дека се вертикала на светската поезија. И тоа што ние го имаме во Македонија е наша среќа и треба да ја препознаеме дури и во негово отсуство. Во спомен куќата се наоѓа прекрасна и богата библиотека, во која Анте секојдневно работел. На 50 метри од куќата се наоѓа и паркот на поезијата, со бистите на Кочо Рацин, Анте Поповски и Симон Дракул, како траен белег на нивното постоење. Овде, во паркот на поезијата, секоја година се одржуваат чесувања и поетски читања на голем број млади автори кои доаѓаат. Душата ми е полна на вакво место, а воздухот овде ми отвара апетит. Мора да видам што посебно се подготвува тука. Што сме на маса, преубава маса ми направите. Ова е шефот, ми кажавте. Да, тоа е нашиот шеф. А вие сте двете сестри. Така е. Калин и Јана. Јана. Калин, зашто Калина, Калин за хотелот? Калина. А Калина, извините Калин ме. е хотелот, ама не е по мене, по баба ми Калина. По бабата? Да не се наљути сестра ми. Да. Они А го... зошто името по бабата и веќе ви каже сестра ми? Ајде. Па во мијачијата кога се прашувало чие е она дете, Чи? Кој? Да, чи? Кој? да, Добро. не по татковото, затоа што татковците биле гурбетчи На печалба. на печалба Океј. и мајките ги чувале децата. И Мајките беа главните затоа од сето, голема да. почит према мајката имаат мијаците. И чиф е оној син кога трчале по ливадите, Калин син, Марин син и така. И нашата баба на нашиот покоен татко Томе Перински се викаше Калина и ова е Калин хотел. Калин хотел. Да. Браво. Епа, убава приказна, навистина. Сега да одиме малку кај шефот и мислев ти вие ќе готвите, па сте ми кажавте не, ние не готвиме, ние си Не, готвиме да. дома, имаме шеф овде на кујна. Ние си имаме Ајде шеф шеф. на кујна, представите се малку. Јас сум Марко. Марко, минов е Марко, одлично. Да. Ајде. Ова е само дел од нашето мени, нешто што е по-традиционално издвоивме денеска. Тоа е, еве ќе почнеме почнеме со почетокот. Почетокот Да. може за старт е комад, лазоровски комад. Како? Тоа е лазоровски комад. Така го викале бабите, го правеле со штавеј,
Штавел? Коприва, тоа е како блитва има во Спања кога те штавил. Да, сите во овој регион, извините, употребат штавел и коприва. Па дека Да, го има вистина, предно, го има предно, расте, да, да. сегде Да, како да, да. и сирење има внатре. Корите се прават со путер, тесто нормално како се Путер, брашно, малку Да, вода. како лиснато Како доаѓа. лисно, а, да, да ќе го пробате, ќе видите. Има тоа е- јајца внатре Тоа е исто? овчо кисело млеко. Нема јајца во Нема јајца. во комадот. Добро. Не. А Окей. киселец? Може и да биде и посен со прас или само со штави и коприва. Само што сирењето го дава шмекот, нели? Ова е роловано јагнешко, ролато од јагнешко, со прилог блитва и компир, со лукче пропржено. Блитва обавезно, или- ако нема коприва, ако блитва нема- или штаве, и да. Мора да има блитва. Сега, Добро. Ова е исто чорба јагнешка, што Јагнешка чорба. да, само Тоа овдека е прв пат ја викаат каурма, таа е и со цревом се стават и цревца, ова е некој благ вид, нема само цревца, пошто да го јадат сите генерации, значи порано Да. се јадело само и цревца се ставале целото изнутрици од јагнето се користат. Значи да овдека биде, се користи изнутрицата, ова го вадиме од коска, коските се варат со главата, со изнутриците за Кога чорба. куша вкусот на Да, а од сметана. остатокот се рола и се прави како ролато од јагнето. Ова е традиционална македонска раванија со Ова ореви. е со ореви, тоа Да, сакам да кажам, да, оти за десерт. равања за мене малку е темна за равања, ама Да, ораси со ореви, има, ораси, затоа да, ти да, го две. прават и така лукче за со чорбата, Ова е прилог лукче за и со домашно чорба. лепче Домашно од лепче. фурната. Тоа е само дел, имаме и други работи. Само убавини на маса. Па да, имате друга приказна нешто повеќе за хотелот овде? Кажете ми малку повеќе за вас. Од кога постои? Ми кажавте од бабата, од името. Ама дали од тој бабата, време? Хотелот изграден во 2007 година. Окей, аха. Го изгради нашиот татко, Томе. И го изгради само од љубов Од љубов. Добро. кон селото, односно он е тука роден. Во селото веќе никој не живее за жал, така и Што, неговото никој не живее више семејство. овде? Па можда има по некој жител што седи низ Кажувате целата преку година. зимот свем. Да. окей. Но не може да се живее овдека, така. Иако зимо, Да. снег и све тоа, Така. нема И толку школи услови, нема за да, нема деца. толку услови и све тоа. Да. И другата сестра да збори Да кажи малку, па да, само ви не зборете. Ајде кажете ми нешто за вас, за местото, за родителите. Нешто Да. убаво не, да. Ние лазаровците се обидуваме ете вака заживувајќи го селото повторно да се продолжи таа традиција на една чиста љубов кон овој Кон мијачки селото, кон крај градот. и Како кон го ова викате? Село, град? Како го викате? Оти овде Село, си го викаме село, да, добро. и- Ти може да ми да личи Да. како град, оти го големо е. Лазаро Пару, да, големо е, големо е. Да, Едва и чекаме да избегаме од оние скопски гужви и да си дојдеме тука и да ни се смири душата Ве и да разбирам. си мирисаме мајчина душица по ливадиве. На вистина, кога влегувате во градот, гледате убавини, гледаме имате цвеќиња на масата, они се Да. типично од овде, од регионот, од Лазарополе. Сега сме во Така периодата е. каде Кога нарцисот... цути? Да, почва да? Цути? Да, Цути, нарцисот цути, да. Добро, цути. Ми кажавте, оти по линијата не се далеку од овде, Не се. ќе поминиме, ќе ги снимаме, и ќе се земеме Обавезно букет. да појдете. Да си Ќе земеме наберете, едно букет, па да, така, за донесете нашите, дома, да. за нашите мили половини, па да, така, обавезно. така. Чекајте, знаете што многу збориме. А? Да. Ама почнува нешто да фали, да, Така, мислам ајде. оти време да се проба, не? Да наздравиме ние. Да наздравиме и Епа, добре може. дојдовте. Многу ни е драго Да. што сте овде. Мене исто, да ви кажам право, Здравје. секогаш сум среќен, горд да запознам нови луѓе, да, така можам да кажам, како вас, што се горди од нивното место, што се горди од нивното село и што го представуваат на најубав начин. На вистина? благодарам. Не, секоја че. Има многу така. Што, направете преку... А? Мора да биде Добро, окей. Осминки да ги пренеше на осмина. Знам, оти ме видовте, ти сум малку дебел, ама таква порција. Тешко ќе ми биде за да пробам наредното. Ќе ни помогнат. Да, ќе ни помогнат. Добро, добро. Епа, јас ќе го пробам. Да. Виното многу ме мириса.
Што уште едно на здравје. може. Пред да почнем па да. Многу сакам. На здравје. Имате посебен збор за на здравје овде во На здравје. да живееме. Да. Да живееме. Па да живееме многу години и Лазарополе да живее уште многу години. Ви благодариме. Како се јади ова, со ношо или со раци? Комат со раци се. Со раци се јади, па ајде, ајде со раци да јадиме. Шо? Повкусно е, може после да се лижат и прстите. Да се крши, да се Така крши. е. Приубаво е. Браво. Браво. Киселе тој. Браво, шеф. Многу ми се допаѓа. Навистина. Супер, уште малку е топла. Топ. Знаете што? Ја многу сум среќен да бидам со вас. Ќе продолжиме да јадиме. Ама пред се, сакам и јас да ви поклонам нешто. Нашите партнери, витаминка, може да ми ја дадеш кутијата што ја донесовте, што е на страна. И тоа, да го споделам со вас. Сегаш кажувам, витаминка, све што прави, го прави со срце. Оваа куќа со вас, со шефот, мириса на љубов. На вистина, има една љубов овде, што се чувствува во ово место, а проблем ми е, имам една кутија. А на кој да... Нас не е проблем. На Ќе кој се да поделиме. Да ставам на масата во средина, Може. и вие ќе се споделите после. Така. Извините ме, морав да дојдам со 3 кути. Па нареден пат ќе го знаеме. Епе, вала. Повелете. Децата на. Мерси Да, боку. мислам оти децата ќе бидат многу задоволни. Оти внатре има повеќе за децата. Да. Они најстрикни ќе бидат. Ајде, продолжуваме да јадиме. А ние Другото. одиме понатаму, ќе се шетаме малку после по линијата и по све и да го гледаме овој убав село што се вика Лазарополе. Колку само преубав ден, колку исполнет. Аромите на овие прекрасни андемски нарциси ми дават сила да продолжам, да го посетам и последниот бисер за денеска, селото Гари. Од Лазарополе се пушивте кај вас. Вие сте дел од Дебарскиот регион. Да, овде сме во Гари. ден. Здраво, извинете. Добар ден, господја. Добре дојдовте. Фала ви. Во Гари. Повелете, седнете со нас. Благодариме. Мислам оти ќе имаме преубав муабет со Да. преубави намирници овде на маса. Да. Како кажав, овде сме во Гари. Да. Местото се вика Топила. 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 Зошто Топила? Чудно име. Топила е место кај што се перелеа лиштата на времето. Значи од Не перална, ама Топила. од
кај што е местото е од водопадите до влезот на селото, Добро? тука ги переле лиштата. Окей. Пошто лиштата биле волнени и морале да се перат со ладна вода. Вие сте, гледам малку, вие сте готвачката овде, вие сте шефицата. Така може да се каже. Може. А? Може. Местото е прекрасно, Преубаво. преубаво. Да ви кажам право, денес само се шетаме по преубави места. Не само денес, и предходните емисии, секаде каде одиме, се преубави места со прекрасни луѓе. Кажете ми малку повеќе за местото. Вие ми кажавте стара топила, Да, топила. перална за, а овде како ресторан, што е како ресторан овде? Што имаме? Гледам има огромни тераци и све тоа. Огромни етно ресторан? Етно ресторан Добро. со храна, со Што се готви? пансиони. Што се готви овде? Па претежно се готват пити, Добро. банички, скара имаме, качамак имаме, Јагнешко, јагнешко, јарешко, Јагнешко, јарешко, прасечко, прасечко, Све што има во регионот, све со селјади. риба, да. обавезно, Риба, риба, собствена риба, собствена од... Имате риба во реката Да, овде? не од реката, имаме Базенци, рибници, риби, базени, базенак имаме. да, Имаме Да, многу, да, многу да. различни, и кажам видови на јадење овде. многу Браво. различни, да. Браво. Кој што ќе посака за секоја душа има све. Како си работите? Мислам ти овие, да кажем, села, мали градови, мали села во овој регион си работат сезонски повеќе. Сезонски. Не знам, зимо овде, Ја работиме 365 дена работам, А, вие тука работ- живеам, тука Да, да. живеам. тука живеете. си Браво, да. Живеам. А имате редовно клиенти, дали Редовно, зимо, дали лето? Секоја време си има своја убавина. Окей. Зимно време е маца тешко, пати, снегови големи патиштата не ги чистат. И Не ги така, чистат. али има Треба вие со лопата има да... ентузијасти кои сакаат да има Да дојдат. ентузијасти. Затоа сте Да толку шланг, да кажеме. Да, а? да, Оти да. ја овде мислам сигурен сум оти ќе се трошам ке неколку калории ќе оставам, Ќе ако губиш, да. Само 7 дена да остане, ќе останеш. 7 дена доволно ќе ми биде. А зашто Ма да не гледам- наздравиме, да. ајде да наздравиме. Па да, ми ставите ракија. Ајде, добре, На дојдовте, здравје, живели, живели. на здравје живели. Дали имате посебен збор за на здравје живели што? Нема да кажете да живееме, ја слушав, претходно беше да живееме. Да живееме. Да живееме. Да живееме. Да, живееме. да Ајде да живееме, живееме да тогаш. живееме. Да живееме. Ќе пробаме домашната Домашна рака. Хо. И ми млам да мисля, има нешто Посебен шмек. Бурето. Самото буре. вау. Чудо. Не, ми навистина. Има нешто како цвеќиња, како да, како да има цвеќиња. Нешто меша, имате Од додавате бурето, ништо што не бурето ви додаваме, додава чисто овој бурето. шмек. Кабово буре. Вау. Да. Знам да го збориме, ама ова е од гари. Гари. Од Да. гари, Сигурен бев, оти има посебен. Што е специјалитетот овде од гари? Има нешто посебно што го правите овде, а што го нема на други места. сирењето се прави. Сирењето, од да. гари. окей. Од овие планини. Од овие планини. Дали има нешто друго, еден специјалитет од вас? Нешто посебно што правите, што ќе имаме друга прилика да дојдам и да го пробам. Качамак, Качамак ја сите го Качамак, прават. да, Јагнето свиди, имате нешто диво. посебен рецепт за јагнето? диво месо. А, Диво диво месо месо, правите. да. Имате ловчија, ловџишо Диво што? месо има, Да. да, диво месо има, дива свиња. Што правите? Дива Дива свиња. свиња, ете тоа сакам да Дива кажам. Срна, Срна. коза, Да, се. од се. Сите животинчиња. Вау. Да. Ја обожавам такви јадења. Мислам оти ми кажавте да дојдам да готвиме еднаш заедно. Диво месо, Диво месо ќе дојдеш да готвиме некој ден ќе го направиме. оставиме ќе го маринираме малку претходниот ден. Да. Тоа ќе треба минимум 2 дена да дојдам, да го спремаме и наредниот ден да го готвиме. Точно. Ќе го направиме тоа некој. Ќе ни биде тешко. Нема да Каква биде тежина, тешко. нема Кога се готви со љубов, нема тежина. Секогаш го кажувам тоа. Да. Љубовта е тој посебен зачин, Зачин што што се го става ставате во храната. секаде Да. и што ви прави храната Убава. не убава, преубава. Преубава. Различна и превкусна. Превкусна, точно. Слушамо ти се работи. Правите нешто посебно таму позади? Секој пат, Знамо ти секој имавте бунгало, такви стари. Да, Да. Секој пат по нешто правам, се надградувам помалку така. Добро. Полека. Пари влегуваат, пари се дават. Да. Све што заработувам паметот и па- камен, цимento и ништо повеќе. Железо. Тоа е тврда инвестиција. Да. Супер, се радувам со вас. Оти имате колку бунгало овде за 6 луѓе? 6 бунгало. Имаме 5 соби во мотелот. 5 соби тука плюс 6 бунгало и правите уште бунгало плюс или Не, за сега не. Не за сега. Да се допрати. Доволно Доволно е. планови или за сега не? доволно е. Долу ќе се шири, долу. Доволно. Добро. Јас можам само да го препорачувам овој место
преубави луѓе, како да кажам, многу Гостопримливи. Пете тоа се. Ми ги вадите Е, зборите па, од устата. Браво. Неколку пати малку ми е тешко така Да. да точниот збор да ми дојде, Да ми го извадите од устата. Ама затоа седнам до тебе, Супер. да ти помагам. Фала многу, јас мислам од ќе треба. Па да, многу збориме, само збориме. Така, Ама многу сум малку среќен ти можевме да збориме малку за вас, за овај убав град. Да не заборајме, пред да почнеме ова, вие ме частивте ракија. Јас ќе ве частам вино. Нашите партнери ги познавате? Шато Сопот? Го познавате? Од Велес? Да. Огромна винарија, преубаво вино. Во Македонија има само убавини. Ето ова е дел Македонија од убавините. створена е за вино. Не само створена за вино, створена е за убави луѓе, што сакат да уживат во убавините, што ја дава На природата. нашата убава земја Македонија. Ете така. Побелете, имате две шишиња, ќе си ги споделете. Сега Благодариме. кој има едно црвено, едно бело вино Благодариме. и вуаля. А ние ќе наздравиме уште еднаш Ке наздравиме. Ајде, почнеме наздравиме. да јадиме. Пак еден преубав момент. Мојато омилено вино Вранец. Епа, Браво, вона го погодивте, Браво, виното. Може да го свртите, да се види на камерата точно што е ете така. Браво. Ова се вика джинот, да, Мојато ете така. Омилено вино Вранец и еа поврдарец. Имаме мустаки на шишето, господинот сега за лето ќе ги пушти брковите. Не. Ете тоа. Ние ќе почнеме да го јадиме преубавото сирење со домат. А што правиме? Одиме понатаму. Здраво, добар ден на сите. Епа, каде сме? Во мојата кујна. Не во мојата кујна, ама иде кај мене, да, во мојата кујна од Прима, Беко, Нептун, Карес и сите други пријатели што не поддржуваат. Денес се враќаме од каде? Го видовте во емисијата. Бевне во куќата на мијаците, бевне во Лазарополе, бевне во Гари, бевне во Батин, не знам више каде беше. Целото регион го направевне. Јадевне, пиевне, уживавне. Само тоа правевме. Беше преубаво. Што ми текна, што ми остане, да кажам, печатот тој регион, навистина беа убави домати, имаше убаво сирење, јас зедов сирење од салакис, мешано овчо, козјо, да имаме двете вкусови во уста. Јајца денес ќе готвиме, малку путер ќе му ставиме, тревки и све, нешто многу лесно, многу брзо, едноставно. Тоа ми беше печатот, да кажам, и тоа што ми текна да готвам за ова емисија. Хајде да почнеме, доста да збориме. Лесно ги отварате доматите, капакот, го отварате, какви се убави доматите. Јес! Можеме да кажеме од Македонија е преубава, со преубави намирници. Ми треба една лажица, да му ја вадам средината. Ништо не се губи. Се вади средината, се дава во миксерот овде, ќе го блендираме и ќе му додаваме после пак во доматот. Така. Вау! Каква! Ова не е домат, ова е месо. Така може да се каже. И гледате како се вади. Јоп, преубаво, прелесно. Јес, вака. Брзо. Вуаля. Средината е вадена, капакот го држиме, ќе му ставиме, имаме лукче, ќе му ставиме, малку лукче така внатре, јајцата, 4 јајца, за 2 домати, овие се дебели домати, има за јадење, мора да ги напуниме. Вуаля, уште едно јајце и четвртото јајце. Чекайте, само да фрлам. Се, вуаля. Додаваме малку од магдано, што имаме свеж овде. Ке му додајме малку и од копар. Малку од млад крумит. Обожавам тревки. Тревките за мене се тоа додатокот
што го давате во кујната, што ја прави кујната преубава. Така. Вуаля, што му дајме сега? Имам сув исто кромит. Го знаете овај сув кромит? Отецот од конче. Овде неколку зачини, да му го дигнеме вкусот од овај преубаво јадење. Вуаля. И. Да се стегне тоа све. Имам парче багет. Ќе му ставам само неколку... Ајде, 2 парчиња од багетот внатре за кога ќе се блендира, да се направи една убава смеса. Беко блендер. Ајде. Одиме. Ајде. Тука. Ајде. Спремни? Одиме. Оп. Малку побрзо. Вала. Печката спремна. 180 степени не чека. Вала. Јупс, ова завршено. Исто ова. Доматите во плех со картија. Ајде. И ги наполниме доматите. Оп, течи малку. Нема веза. Течи во плехот. Може. Така. Супер. Капакот на крај. Ќе го ставиме вака на страна да се подпече, за да можеме да го додаваме после над доматот. Многу едноставно, многу брзо, ама ќе биде превкусно. Ајде. Одниме во печка. Како кажав, 180 степени, ова ќе треба пола сат. За пола сат се враќаме. Ајде, па ми текна нешто во меѓувреме. Не останува уште малку од смесата. Ќе ставиме тука. Ова. За перење. Имаме багет. Ќе направиме мали парчиња леп. Ќе направиме како кришки. Зашто да не? Ќе ги подпечиме малку во тавата. Ќе му ставиме малку путер. Со парчето сирење, домат. Ќе уживаме. Ете така. Неколку парчиња. Мислам оти ова ќе биде одлично. Тавата. Океј. Ќе го правиме малку на путер. Ќе мешаме путер. И ќе му ставиме малку помас. Да може да путерот да му дава посебен шмек, а помас да му дај путерот да не гори. Ете. Така. Ќе ставиме кришки. Во лепчет, во смесата овде со јајцата и доматите и тревките и све. Знаете како убаво мириса лук? Преубаво мириса. Ајде. И вуаля. Така. Да. Пак ќе кажам, нешто брзо, едноставно, а сигурен сум, оти ќе биде превкусно. Во кујна ништо не се фрли. Ништо не се фрла. Јас сум навикнат така, мора све што останува да се употребува. Ете, го имаме тука. Останатокот од јајцата со лепчиња. Уште овде едно ќе направиме. Вака. Така и екипата ќе биде премногу задоволна. И јас уште поиќе. Тука. Ова за перење. И да ги превртиме, за да не ни изгорат. Гледате на што изгледа. Топа. Браво. Многу сум среќен. Една успешна рецепта плюс 2 во 1. Ајде, преврти се. Вуаля. Багет. Ова се печи на рад. Така да имаме нешто како гарнир. Вуаля. Ова тука. Се враќаме за кратко.
Спремни се. Ајде. Ги завршивме кришките, да ги вадиме сега овие огромни домати. О, како ми се допајаат. Оу, 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 оу. Ова е неубаво, е преубаво. Знаете што, малку како мене, така јас сум преубав. Па, да си кажам јас малку, а? Никој не ми го кажува, да бидам само задоволен, така се вика, не? Така нешто. Сега, ајде. Ке ги вадиме доматите. И една домат. Вториот домат. Капаците, како кажав, они се спремни и стави малку на страна. Ајде, дојди ми. Се борам со вториот капак. Тука е. Ова. Се враќа. Тука. Да му ставим малку декорација. Убаво ќе биде. Хеп. Малку Макдонас. Макдонас. И тука. Како кажав, сирењето е таа регион на Зарополе, Гари, Битуше, Куцаќан, секаде каде поминавне, секаде имаше сирење. А без сирење, мислам, од и тој регион не може. Чекајте, ова убаво го исцедив. Вака. Вала, едно парче. Во средина тука. И лепињата, јас ке му ставам од сирењето над нив. Вака. Знаете што, од вај чекам да ги пробам. Како убаво изгледа све ова. Сигурен сум и вие. Не знам каде сте, каде ме гледате. Каде сте? Тука. Ова е преубаво. Точно така. Ете. Хап. Хап. Вала. Малку. Од сирењето на секој лепче, секоја кришка леп, така подпечена со јајцата, доматите, лукче, све тоа што имаше во доматите, го имате на лепињата. И вала. Па ке кажам, како и секогаш, мислам оти за денес, mission completed. Да не заборавам нашите партнери од Унибанк, они се во последната недела да правите 10 транзакции со Mastercard. Mastercard 10 транзакции за да можете да одите во Куба. Ајде, да не заборавате уште една недела. А ние со нашите партнери Прима, Карес, Нептун, Беко, завршивме за денес. Си кажуваме чао, чао, се гледаме наредната недела. Следете не на Инстаграм, Фейсбук, на сите социјалните мрежи. Тука сме за вас. Thank you.